Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи, заедно со мене Огнен Јанески. За малку ќе ви речем во емисијата 8 март, но со оглед на тоа дека е 8 март и дека всушност и темата за која што ќе разговараме е поврзана токму со 8 март, соодветно е да се прави таквата грешка веројатно во начинот на најавувањето. Денеска е 8 март, меѓународен ден за еманципација на жената. Не се потребни скапи подароци, бидејќи сите мажино и жени треба да се запрашаат што направиле за еднаквоста и рамноправноста. Ова беше една од пораките на денешниот марш за правата на жените. Високи представници на државниот врв, предводени од премиерот Зоран Заев, учествуваа на маршот за правата на жените и еднаквост во општеството. Премиерот Заев им даде поддршка на граѓанските организации и активисти за остварување на родовата еднаквост и поголема застапеност на жените во сите општествени сфери. Во продолжение прилогот на колешката Елена Милошевска. Не се потребни скапи подароци, бидејќи сите мажи и жени треба да се запрашаат што направиле за еднаквоста и рамноправноста. Ова е една од пораките на денешниот марш за правата на жените на одбележувањето на меѓународниот ден 8 март. На маршот учествуваа и представници на државниот врв, предводени од премиерот Зоран Заев. Тој во знак на внимание и поддршка се понуди да го придржи мегафонот додека говореше една од граѓанските активисти пред насобраните во Жена паркот. Многобројните активисти маршираа од Жена парк до плоштадот Филип II, порачувајќи дека родовата еднаквост е важен фактор за градење на едно демократско општество. Секоја жена и секој маж треба длабоко да се запраша што во минатата година направи за родовата рамноправност и што ќе направи во наредната. И го зголемивме и бројот на советнички во советите, бидејќи видовме дека тие се следните кандидати за градоначалници, односно градоначалнички. По закон еднакви, во пракса дискриминирани. Активистите сметаат дека жените не се рамноправни со мажите и тоа во секој сегмент од општеството, почнувајќи најпрво од семејството. Се соочуваме со огласи за вработување каде што за високо за работните позиции каде што се бара високо образование се уште се објавуваат огласи само за мажи, а додека за жени се објавуваат огласи кои што се поврзани со традиционалната улога на жената. Сладкарка, шивачка, негователка и така натаму. Традиционално, празникот се одбележува со дарување цвеќе, но и со подароци во зависност од длабочината на џебот. Пари се трошат многу, не би рекол, затоа што на крајот на криштата ова е еден ден во годината за жената. Не би рекла дека се до парите, туку до вниманието. Секој ден треба да се поштува, секое време и се подари цвеќе или некој убав подарок, не само за 8 март. Сите можни поводи се користат во име на капитализмот и во име на собирање пари, па така и 8 март. И покрај борбата за права и еднаквост, главна одлика на 8 март во Македонија и понатаму останува подарувањето и славењето. Денес полни раце работи имаат цвеќарите, но нивниот профит е неколку пати поголем во споредба со останатите денови. Денеска, освен жените, цвеќиња купуваат и мажите. И покрај половата еднаквост, статистиките покажуваат дека жените во Македонија се пообразовани за разлика од мажите. 58% од нив имаат факултетска диплома, 58,9% се магистри, а дури 111 жени се доктори на науки. Исто така, 49,9% од вкупното население во земјава се жени и живеат 4 години подолго од мажите. Состојбата со родовата еднаквост во државата останува само декларативна заложба на властите, оценуваат од Хелсиншкиот комитет за човекови права по повод меѓународниот ден на жената. Меѓу најранливите групи се посочуваат текстилните работнички, жените од руралните средини, жените ромки, жените жртви на насилство и жените со попречености. Статистичките податоци покажуваат дека 78% од жртвите на физичко насилство се жени, а 98% од сторителите на семено насилство се мажи. Од 2008 до 2016 година регистрирани се 70 фемициди, од кои 15 се случиле во периодот 2013-2016. Над 3/4 од случаите на семено насилство не се пријавени во ниту една јавно достапна служба. Доколку имаме некој на линија, веќе можеме и да започнеме. Добар ден и добре дојдовте во ова најново издание. Ало, добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Огнен, здраво. Здраво.
Се најубаво, еве чест ми е прва да се јавим, пошто многу ги сакам жените, овај да на нас жените е посветен, нели? Ништо да не работимо, само да уживамо, мажите да не служат. И вие мажите имате празник, што викаше еден, нема да ни честитам на жените, зашто не ни честитат. Сега кој како си е, мислим, нели расположен, али овај ден од срце сакам на сите жени да ни честитам, сите да ни се оствари, да ни биде се поубаво и да кажем нешто за рамноправноста. Не се жените, они стварно са поучени, факултетски, како да кажем, по-паметни, еве без жените ништо не се може. Например, жена што може да направи, маж не може, но у некои работи, поготово у припадните фирми, многу са не ги сматра дали имат факултет, како да кажем, малце по-онака, зашто еве и работат, и правата са ни толку скратени, еве не ни дават породилно, не смеат да останат бремени, ќе ги отпуштат од работа. Ете, тој не ми се свиѓа. Иначе, оној другото, како да кажем, и за тој се намалија, например, еве ги не се женат, немат деца, жени, ја имам, еве, примери, викам, морам, нели остане бремена, мора да го абортира детето, зашто да остане на работа, нели, да не го отпуштат. А после колку тај жена, мислим, е упропастена у животот, кад застарее више у години, у 40-50, не може и си вика, што си ја направи. За тој малце тебе тие наследства, тие работи што ги прочитате и вака на крајот ќе кажем Огнем уште еден голем поздрав и сакам да стават жена за председател. Да видиме оваа Македонија, нели, да појде напред Огнем, да видиме нели жена, еве што вика жена. Дај една жена да се стави председател, еве 25 години ние не видомо нешто убаво. Па пушти една жена која сака нека е отворено, нели жените не ги сакаше. Јас знам нели у село кад кокошки се ги има сати мобилни, нели некои петли, се со петли се будеше го. И некад некоја кокошка ќе запее и они викат дај скинете во глава, вика не е нарно, нели толку ги жените понижаваше. Ама сега дај пуштете ги нека биде еден председател па да видиме што ќе биде со Македонија. Поздрав Огнени се наубаво Славица и да си благодарам за јавувањето. Следен на линија повелете. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. 6 жени биле убиени од нивниот сопружник само во текот на минатата година. За родовото насилство во Македонија се уште се молчи. Недостатокот од државна заштита ги обесхрабрува жените отворено да зборуваат. Цитирам: проблемот кај нас е што нема институционална заштита, кога жената ќе се реши да излезе од таа насилна средина, да се обрати некаде. Таа не ја добива неопходната поддршка за да може да обстојува, рече Наташа Димитровска од Националната мрежа против насилството врз жените. Заштитните центри, кои беа најавени минатата година, не се започнати со изградба. Во земјава недостасува и кадар кој ќе ја пружи и потребната нега за жените жртви на насилството. Неопходни се и законски измени. Цитирам: имаме закони кои се однесуваат на семејното насилство. Треба да се направи закон кој ќе ги опфаќа сите видови на родово базирано насилство, изјави повторно Наташа Димитровска во однос на судскиот систем. Од владата велат дека овие сегменти се опфатени во нејзината стратегија за борба против насилството. Цитирам: важно е да имаме 25 засолништа на жртви за жртви на насилство, најмалку 5 центри за жртви на силување и над 20 советувалишта за кризни интервенции. Неопходна е едукацијата на персоналот во центрите за социјална работа, Министерството за внатрешни работи и Министерството за здравство, но и на судиите и јавните обвинители кои што мора да го препознаат и санкционираат насилството, изјави Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика. Добар ден. Добар ден. Огнен ти си, така? Да, јас сум, повелете. Сакам да им честитам на жените 2018 година, значи 365 дена им е празник, не е само 8 март. Добро. И мислам дека треба да се борат поише за нивните права, со тоа што ние треба да допринесеме, нели, за тоа. Така. Мислам дека се запоставени многу, и во администрација, и во влада. Ја поддржувам она пред мене што беше жената да биде председател жена. Добро. Тоа друго не би знал што. Добро, би благодарам за јавувањето и тоа е доволно. Поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали има некој следен на линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден, ве слушам. Поздрав Огнен до тебе. Благодарам, поздрав и до вас. А посебно до колешките твои женски пол. Добро. Во телевизија 24. Така, благодарам. И до сите жени во Република Македонија, без разлика кај припаѓат. Добро. Вака сега. Се јави колешка, гледачката женска, па денеска треба ние мажите да кажеме комплимент и што треба да направи државата
за жените. Значи, вака се. Ја и порано сум кажал на едно министерство, дали го има, се во кратки црти тоа ќе го кажам, дали го има во другите држави. Па зашто ние да земеме пример стално од некои држави други? Да е еднаш нешто убаво да се направи, еве посебно денеска, 8 март, да владата на Република Македонија направи нешто што стварно го нема ни во комшиите, ни во Европа, па ни во светот. Значи, треба да се подобри животот на жените во Република Македонија. И да земат пример останатите држави кои што се и економски поразвиени од нас, али ова не треба економско развијање. Значи, само добра волја на владата да даде закон кој што стварно го посакуваат жените и требаше тој закон да помине за породилното што бара 2 години, ама изгледа малку тука за ќутија властите, а верувам дека повторно ќе се отвори и ќе им се исполни желбата еднаш за секогаш на сите жени во Република Македонија и широм. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, убав ден. Убав ден, Иван, повелете. Најпрво јас би посакал на сите желби да се исполни на сите жени од целиот свет, да не биде среќни само еден ден, да бидат среќни 365 дена во годината и сите наредни години да се чувствуваат среќни, весели и радосни. Меѓутоа, сето тоа зависи од самите жени и нивниот партнер. Зависи од тоа, значи, како ќе се воспостават редот, така ќе им тече и животот и ќе им се исполнуваат желбите. Меѓутоа, се слагам дека жената не е доволно посветено внимание, сепак таа е една жртва во фамилијата каде што се труди најмногу за да се подигне фамилијата, значи новородените деца, значи чистота, храна, перење, пеглање, сето тоа, значи една грбот на жената. Мислам треба да посебно внимание да се посвети и треба да се признае тој труд. Не само еден ден, него 365 дена во годината и дури би било и малку. Благодарам што слушавте, поздрав. Благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Заменичката на генералниот секретар на НАТО, Роуз Готемелер, испрати специјална видеопорака до министерката за одбрана Радмила Шекеринска и жените во Република Македонија. Цитирам: "Денеска го одбележуваме Меѓународниот ден на жената. За нас во НАТО денеска, како и секој ден, го промовираме учеството на жените во сите области на безбедноста и одбраната. Жените можат да представуваат и на вистина се катализатор за мирно решавање на конфликти. Ние можеме и играме водечка улога во спречувањето на конфликтите и во зајакнувањето на владењето на правото и доброто управување. Ние знаеме дека мирот најдобро може да се гарантира преку инклузија. Ние знаеме дека, иако треба уште многу да направиме, сепак напредуваме. Сакаме НАТО да биде глобален лидер за еднакви права и еднакво учество на жените. Знам дека и вие сте посветени на тоа и би сакала да ја оддадам признание на вице-премиерката Шекеринска и нејзиниот тим за нивната работа во оваа област. Ви благодариме и имајте одличен Меѓународен ден на жената, порача Готемелер. Пораката нејзина беше емитувана на трибината во организација на Министерството за одбрана на тема Родова перспектива во одбраната по повод Меѓународниот ден на жената. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Се јавуваме од многу давно не бе јавен. Јас сум од како Пабло Ескобар. Добро. Да ми памтите. Да. Сакам да им честитам на сите жени во светов денов и да ми е вечен да им е на сите. А без жени нема свет. И овие што политика фасет денеска на 8 март, тоа е веќе гревота, да оставиме жени во еден ден да ја преживееме, а утре ќе се оставиме денот на мъжите. А кој ќе преживее то жената? Ама со жена се живее до век. Добро. И поздрав до сите жени, мала шала, мислам, да направиме. Добро. Све најубо и на сите жени весели да се и здрави и живи. Добро.
Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Следен на линија, повелете. Огњен, добар ден. Добар ден. Како си, добар ли си? Добар сум, вие како сте? Добре, Огњен, еве, по дома лежиме со болки, што да правиме тоа. Да сте жив и здрав, чувајте се, повелете. Димче на телефон. Да, поздрав до вас, Димче. Пала, Огњен, те почитувам тебе само на кратко. Ја за жените неки ми е среќен на сите македонки, без разлика дали се СДС, БОМР, батали се. Само да ти кажам нешто. Сакам да ми кажеш, зашто вашата телевизија два пати ја барам да дојде да дадам изјави, неќе да дојдат да видите по телото како сум тепат од понеделникот после кога се односи судењето за шамарите до центар, посебно што ме судат. Пред судот бев нападат од страна на град, на паркингот што е на општина Центар, на тој Богданович, што беше директор. И да видите колкави модри цифлеки имам по нозите и камерите да ги вратите назад, побарав помош од вашата телевизија, не држа да снимаат, а беа тука пред судот. Не сум запознат со тоа детално, господин Димче. Не е тоа коректно. Значи, не е коректно. Значи, не можам да ви одговорам ништо во однос на тоа, затоа што не сум запознат. Оставете број во режијата кај колегите и ќе го пренесам вашиот број кај колегите кои што го водат делот со судството, за да ве искомуницираат. Благодарам за јавувањето, поздрав до Бутел. Ристо Л на Фейсбук ни пишува, вели, цитат дава: жената настанала од машкото ребро, а не од неговите стопала за да се гази по неа, не од неговата глава за да се владее со неа, туку од колкот за да му биде еднаква, под рацете за да биде заштитена и покрај срцето за да биде сакана, завршува Ристо Л во своето пишување на Фейсбук. Сашо С пак пишува, вели, само момент, ќе бидам искрен, никогаш не сум го сакал овој празник, односно зошто жената сака да се изедначи со мажот, а во исто време ја има најсветата улога во животот. Таа е и жена, како сопруга, мајка, раѓа живот, одржува фамилија, воспитува деца, негува болни и што уште неа, таа сака да биде иста со мажот, кој во основа е мрзливиот грубијан. Жената е светица, царица и господар на животот и бракот, старо правило е дека има брак се дури жената не ја тргни црвената линија. Завршува Сашо С. Васил пак вели, среќен празник на сите од понежниот пол, тие што ги навредуваат, малтретираат, тепаат и така натаму, тие се многу понежен пол. Апел до сите фраери, потрудете се барем еднаш во неделата да им биде 8 март на вашите жени. Поздрав, завршува Васил. Добар ден. Добро, одиме со другата линија во меѓувреме. Добар ден. Дали се слушаме со некој друг? Ало. Да, добар ден, ве слушам. Добар ден, јас сум на линија? Да, вие сте, повелете. Па да се чуеме после година дела. Мило ми е, повелете. Ги гледам да са наживе сите брекавалери. Ја не знам каде беа до сега. Денес еве да ги слушне народ колку се сини, сопрузи, пријатели и така на така. Па 8 март сме го ставиле. Јас сум го ставила кога сум работела. Сега нема славле. И стварно, нека е честит празникот на сите женскиот пол, не само од нашава држава и од секаде. Роза Луксембург се знае што правила на овој ден, не славела. Било на протести, така? Да. Ние славиме. Покрај тенџерињата, покрај кафаните и така натака. Него да те прашам, тебе како си? Добро сум јас, да викам, малку сум настинат, ама добро сум. Ето, да. И да избегаш од нервозите. Да, малку... Во последно време од нервози не можам да се јавим. Добро, Огнан. Да, благодарам. Пријатно. Да, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Малку сум настинат и колешката Мартина баш ми рече преска по телефон дека веројатно ќе треба да се договориме да ме замени барем утре, за да се регенерирам целосно за од понеделник да можам да функционирам како што треба, барем во делот на читањето. Да, и веројатно Мартина ќе ти го послушам советот. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ја оквалификува дискриминацијата на жените како најголемиот проблем на нашето време. Меѓународната заедница мора да ги надмине сериозните пречки во борбата против дискриминацијата и експлоатацијата на жените, истакна Гутереш во пораката по повод Меѓународниот ден на жената 8 март. Тој рече дека постигнувањето родова еднаквост, како и проширување на правата и можностите на жените, е недовршена задача на нашето време и најголемиот проблем во областа на човековите права во денешниот свет. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете.
Огле, да. Морам да ти кажам дека си ја сгрешил професијата. Јас? Да. Добро, зошто? Па, требало да бидеш некој професор за преваспитавање на неучтиви. Сите оние, до вчера што бева јавувачи кај Бубарка, сега се толку фини кај тебе и толку те фалат, и тешко да овие што бева секојдневно јавувачи кај тебе, од нив не може да се добие. А да го поздравам Димчета од Бутел, да знае како изгледа кога ја рушеше општина Центар. Може да се сетиш кој е тој, не? Ја знам точно за кого зборуваме, да. Со една голема глава така, сега го боли. И сите викале, Огнен, ти си многу златен. Толку за денеска. Пријатно и фала. Пријатно и до вас, благодарам за јавувањето. Дали се слушаме со некој друг на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Поздрав до цела 24. Благодарам. До един. Поздрав и кај вас. Сакам само една информација, ако може да ми дадете. Ајде. И ако смеете. Ајде. Што се случува со Сенида Чижмич, нема да се јави на ниједна телевизија. Не ве слушнав, со кого? Сенида Чижмич. Сенида Чижмич. Не знам за кого зборувате искрено. Па, секогаш се јавуваше на Канал 5 и од време на време кај вас, а сега ја нема никаде. Тоа е толку почитувана особа, немам зборови што да кажам, а во последно време ја нема никаде. Не знам, искрено да ви кажам, во моментот не можам да се сетам за кого зборувате, но да ми недостасуваат некои гласови во емисијата, се надевам дека веројатно не е ништо страшно. Па и ја мислам дека не бошњакиња е она. Од Скопје Север се јавуваше, ама често се јавуваше од време на време на вашата телевизија, а почесто на Канал 5. Не знам искрено. Многу ви фала на вниманието, поздрав до сите. Поздрав и до вас, благодарам за јавувањето. На Меѓународниот ден на жената во светот се одржуваат протести поради родовата нерамноправност. Во Шпанија се откажани тргнувањата на возовите поради штрајк на вработените во железницата. Не сообраќа и метрото во Мадрид. Феминистичките групи ги повикаа жените да трошат пари и на еден ден да заборават на домашните работи. Во Кина студентите на престижниот универзитет Цинхуа денот на жената го одбележуваат со шеговити транспаренти на тема околу предложениот уставен амандман за одбивање на ограничувањата на претседателот на земјата. Собери во знак на одбрана на правата на работничките има и во Сеул, во повеќе други земји во Азија, но и на Блискиот Исток, во Европа и на американскиот континент. Добар ден. Добро, одиме со следната линија, дали имаме некој друг на линија? Галабинка на Фейсбук ни пишува, вели жената е среќна кога е исполнета со љубов и добрина од семејството, пријателите, а јас што си ми пријател. Поздрав до вас, Галабинка, и мене исто ми е мило поради тоа. Среќен меѓународен ден на жената. Среќен нека е. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добро. Нешто не се сакаме денеска со линиите. Добро. Дали имаме некој на линија во продолжение? Истанбулската конвенција, која Македонија ја ратификуваше меѓу последните земји во Европа, според Обединетите нации беше полесниот дел од предизвикот за борба против насилството. Сега, оттаму велат дека е време за резултати. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добар ден. Добро, очигледно денеска имаме некаков проблем со линиите дополнително. Имаме секако уште 3-4 минути за оние кои што би се вклучиле во меѓувреме. Секако и ќе разговараме со нив. Дали имаме некој на линија? 78% од жртвите на физичкото насилство се жени, додека 98% од сторителите на семејното насилство се мажи. Од 2008 до 2016 година регистрирани се 70 фемициди, од кои 15 се случиле само во периодот од 2013 до 2016 година. Над 3/4 од случаите на семејно насилство не се пријавени во ниту една јавно достапна служба. Најчестата причина поради која девојчињата го напуштаат училиштето се малолетничките бракови. 81% од вработените во текстилната, кожарската и чевларската
фармацевтската индустрија се жени и тие се едни од најниско платените работнички со 35% пониска просечна плата од просечната плата на државно ниво, се вели во соопштението на Хелсиншкиот комитет за човекови права, од каде потенцираат дека жените во Македонија се уште се соочуваат со дискриминација по основ на пол и род во сите општествени процеси, без при тоа да имаат заштита на нивните права. Оттаму подсетуваат дека текстилните работнички, жените од руралните средини, жените ромки, жените жртви на насилство, жените со попреченост испаѓаат меѓу најранливите групи во нашето општество, за кои државата се уште не презема суштински мерки кои би го подобриле нивниот социјален и општествен статус. Добар ден! Добар ден и среќен ден огнен за сите гледачи на 24 телевизија и среќен 8 март на сите од понежниот пол. Јас мислам дека овој празник не би требало да биде празнуван. Зашто бидејќи жената и мажот треба да бидат еднакви и рамноправни 365 дена во годината. Политичките партии би требало да се сетат еднаш да предложат жена премиер, зашто председателот нема голема функција во Република Македонија, бидејќи премиерот сите функции поглавни ги има во државата. Па би било убаво кога жена премиерка би ја водела државата, може би трнала во подобра насока и подобро. Јас така размислувам, бидејќи ова е банално само еден ден во годината да посветуваме, а другите денови да биде по стара песна. Мислам дека за сите професии може и маж и жена да ги извршува ектен тешките градежни работи. Инаку сите професии и жената може да биде новинар и мажот и судија и судика и така натаму. Благодарам за вниманието, пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Тоа беше последното јавување во ова издание на емисијата Очи во очи. Според Хелсиншкиот комитет, ратификувањето на Конвенцијата на Советот на Европа за превенција и борба против насилството врз жената и семејното насилство, позната во јавноста како Истанбулска конвенција, представува најзначајниот чекор кој оваа влада го направи во борбата со насилството врз жените и домашното насилство. Но подсетуваат дека изминатиот период бевме сведоци на неколку случаи на насилство врз жени, вклучително и сексуално насилство врз малолетно девојче штитеничка на јавната установа за згрижување деца со воспитно-социјални проблеми 25 мај, кои представуваат само примери на целосно нефункционалниот систем за грижа и заштита на жените и девојчињата. Ви го честитам празникот на сите оние кои што го одбележувате. Не велам на жените, затоа што треба и ние мажите да го одбележуваме. Јас лично го одбележувам 8 март, затоа што во борбата за еднаквост треба двете страни да бидат вклучени и двете страни да даваат свој придонес. Ако само една страна се бори, тогаш другата или не е заинтересирана, или пак можеби не сака нештата да се променат. Затоа заедно се водат борбите. Пријатно.